Ајде, Стефан, разбери. Ајде. Дечки, добре дојдовте у Хитмейкер. Здраво, те најдовме. Малце да се испробаме, знаеш, олд скул музичари, кај што се испробуваат со гитари кој е бољи. Сега да видиме у билјард кој како стои. Значи, ние сакаме да им даеме важност на кој ја кема? Да им даеме важност на оние легендарни музичари во Македонија, меѓутоа сепак мора да погледнеме кон оние малку понови бендови кои што иако вие не сте толку нови, вие сте веќе деценија, можеби. Да, така, 2016. Да. 10 години ствари оваа. Да. Меѓутоа мораме да погледнеме и кон новите луѓе кои што ја држат на свој плеки музичката сцена. Кажете ми, прво, не влезе ни една? Не влезе Шара. Шара. Па мавајко, значи ти си. Не се влезе. Кажете ми, кои сте членови у Конспираси? Јас сум Цветан Драгоски, вокал и ритам гитара, понекад и соло. Јас сум Адриан Петров, соло, гитара и пратеч. Значи, он е соло кој ќе се смилуваш ти. И обрат. Александар? Јас сум Александар Стефановски, јас свирам тапак. Добро. Да, и басистот ни е Стефан Бировски. Претходно беше Раде Виковски, сега е најнова постава ние се заедно со Стефан Бировски. Чека, значи ние сме, Александар, ние сме со пуни. Да. Поврзаноста со санаториуме привилегија или товар? И двете, искрено. Двете, да, може да се каже. Има притисок има притисок се да биде да перфектно и се да биде како што треба сега кога санаториум се влијание општо музичко кој сега кога сме близу да кажем еден продукт се поклапаат некои сваќања идеи што имаме и во музиката и во живот општо така и притисок е ова ама и среќа си растал со музика се свирите заедно и тие. Да, дури тоа, мислам, јас лично тоа ми се свија кога има таков притисок и кога сваќаш уствари дека и чекай малце, можеби ова мислење ја што мислев или некои ние што мислеме, можеби чекай не треба да е така, знаеш, може малку некоја промена ќе направи нешто боље. И нормално е убаво што ете имаме и некоја да речеме привилегија што можеш да поправиш да се поправиш од тие делови, што мислиш дека си добар уствари. Сакале во оваа прилика да го поздравиме Перо Стефановски, Перо Испер, исто поздрав и од цело санаториум и сегашни и бивши копки во Биг Глупсон сите. Веќе со Глупсон имам свирено, сите се чудеа како е могуче, али многу јако, проведе свиревме во Дом на млади у Штип 94-та, мислам. И тоа сите бендови беа по тројца, ние бевме мислам 8 или 9 души на сцена. Кој вие имате ли сами се продуцирате или си имате продуцент со кој што работите? Сега го продуцент. Така да, ајде да кажеш си. Каде снимате? И тебе? По дома најчесто ова. Па тоа воопште не звучи од дома. Да, мислам многу се трудиме да извадиме што подобар звук од сега од тие услови што ние ги имаме. Гитарите кај Стефан дома ги снимавме, басот кај мене, тапаните исто кај нас во просторија во правовална. И целата намера ни е да извадиме се што можеме повише од тие услови. Сакаме нели да звучи. Знаеш некако кога имаш кусок на услови и гледаш што се можеш со алатките кои што ти се на располагање. Да. И не ти дава да забегаш, а те прави покреативен што се можеш да направиш, а не си опуштен као студио можеме све. Баш тоа направивме и управолна, сега ќе кажеш за бубење. Знаеш, поставивме микрофони и отворивме врата, пошто е походник и холод, има природен реверб. Да, и ставивме микрофони и таму.
и да го добие наместо викаме што ќе става вештачки реверб на снерот или на томовите, да стави природно. И супер искочи, може да се каже. Уште таму пробувате у МЗТ? Да, уште сме таму. Значи тотално ви е познат и просторијата и ходниците. Да, све. Сверијата ја направивме баш онака се и по-изолирана. И веќе мислам долго време сме учи таму. 3 години. Значи дечки одлично звучите, значи и продуктиски и све, гитарите се ускладени неверојатно, значи многу широко и секоја чест за, значи ја ќе кажеш што сте, треш метал, дет метал, малце не ги разбирам, ја... Па, треш со хеви. Сега веќе две од нешто, жанров има дури елементи од техник, да кажам, технички кибернетик во лице, што се станува баш сите гитарски промисли се технички захтевни за свирење во исто време и да време што отвараат, што груваат. Да. Така да некој микс од техника од реш. Така ќе да. Техника од треш до heavy metal би рекол ради рефрените. Да. Вака сега те гледам со светло и одма ме асоцира на спотот. Со плаво. Со сирото. Да. Да го поздравиме Стефан Райл. Рајко, да. Голем поздрав. Топ спот. Да, ми помогна многу. Рајко генерално беше голем дел посвети осмислувањето и на двата спота и на проклонува и на гнев. Така да ми помогна многу и оваа прилика која посамувам. Да, поздрав на него. Тој е мајстерот што спекува сите и онакви концертни фотки. Да, баш ја знае работата. И ја знае работата и е човек. Пред се, работа нека треба да си човек да работиш. Моје мислење е дека не мора да си виртуоз, например, за да бидеш член во одличен бенд. Да, најмалку, мислам ради тоа што Треба да ја знаеш својата улога и да го отсвириш својот дел, да го најдеш твојот регистар во тој соничен спектар. Да слушаш на музиката, да не биде егоцентрично на свирење, кога има повисока цел, не е само 200% шведен, мора да има приказ. Кажете ми следни планови, кои би се? Следни планови се да направиме нов материјал. Со, дали ќе бидат синглови, дали ќе биде албум, или не. Но сега сме мислени повеќе на некои синглови. За тоа што подкастот за тоа, секако ќе договараме нова турнеја, може да се договориме и свики. Кажете нешто како поминавте Србија на така. У Србија беше јако, во Панчево прв пат свирав на овој пат. Беше исто прејако, тоа беше спад за Вакен, за Вакен метал ветол што беше на Превар, Загреб. И таму првавме супер, ама не го очекувавме тоа во Загреб што се случи, значи земавме второ место од жирито кај што Имаше некои други познати вака бендови таму? па имаше реално, мислам на Вакен метал ветол беа пријавени 141 бенд. И 61 бенд од тие беа извлечени за гласање, каде што публиката не изгласа нас меѓу тие 61, значи гласаат 9 бендови. Така што 9 да се такмичат во Загреб. Што испадна Во Загреб кај свирете? во Vintage Industrial. Да, тоа. Да. Ние таму имавме концерт со Мизар и беше прогласен за концерт на годината за 25-та година. Вау. Не, стварно тоа место е феноменално место за настапи, што и самата сала звучи многу добро, многу добро изолирана. Ама и цел комплекс инспирира, убав е. Да. Не е онака да речеш идината преголема, помала еднакаца. Да. А местото е големо, само онака за публика. Има тоа ни убава култура. Беше и публика да се, знаеш, например, која интересно е што, сега не знам кај вас дали е така, свириме со Мизар, публиката е по-готик од членовите на Мизар. Дали вашата публика е по-металска од вас самите? Искрено, сам ја од моја перспектива, ја обично кога сум на сцена и кога пеам и кога свирам, не гледам толку публика.
избегнувам да гледам пошто или некогаш ме фаќа смеа или едноставно почнем да се дефокусирам од тоа што го правам. Него конкретен фокус ми е само напред право или во гитара. И тука сум that's my home zone. А инаку не знам, ама може да каже повише. Он е полабав. Па генерално не знам дали е точно така се по-хеви од нас. Тоа е предизвик. Генерално паѓаат Посебно ако свирите у Србија, бекстејдж има роштик Which happened. генерално доаѓаат фаци што бидејќи нека нешто жанрови доаѓаат луѓе што едноставно уживаат во метал музиката, не конкретно решери или блекери или фаци што слушаат метал, кој едноставно метал фанови дури имам приметено на концертот во Макарци имаше многу луѓе што не слушаат на конкретно строго само метал, воопшто се запознаени со алтернативна сцена, ама слушаат и некоја по-лајтерица, да кажеме, ама се сепак кој да испоштуваат, со дека И на крај случи дека ствари се им се допаднало дека музика. Да, одлично. Новиве песни што сега ги спремате, осеќате дека нешто се изместуваат од претходни, имате некој или некој од дали колегијално или па некој од вас повлекува, дај да пробаме ова, дај да пробаме Во ова. моментот сме уште во првична фаза на креирање на музика, да спојуваме рифови, идеи, мотиви што имаме, уште ги спојуваме. Уште е ова некоја да речеме примордијална првична верзија на уште сме на рифови, разбирате. Подоваш добивме многу позитивни критики во Загреб на вакен метал. Добивме и неколку совети за ако ние ја насочиме до музиката за условно речено појако да утре. Така да во принцип сега сме уште на почеток на стварање музика. Ја сме го знаеме дека ќе биде и по-хеви, Знаеш, и по-брзко, и по-певливо. Во принцип, кога осеќаш дека наидуваш на добри коментари, на пријам кај публиката и ти дава поише храброст, чекај малце да зачекориме уште понатака, подлабоко. Нели дете кој ќе научи да плива, го носиш малце подлабоко. Така да и вие публиката веројатно илате малце. Дефинитивно. Тоа е исто и со заговор со албумот, мислам, има огромна разлика од стариот албум, The Humanize, првиот. Мислам, многу, да речеме, Али многу ми се допаѓа што и на македонски стварат. Да, тоа беше онака, можеби годината напред да ми се даваше песните како одлука. И морам да кажам што е за мене многу убаво, што за разлика од други метал бендови, секој зборче го разбирам од текстот. И можам да следам песната. Значи, не е она, сега си кажеш, окей, филинкали, не знаеш шо пее. Да, мислам, тоа мене лично ми било од секојаш проблем, да речем, и не мора македонски бендови, општо и светски бендови, што ја лично ги сакам многу, имам проблем да ги разберам што пее. Мислам, дикцијата и се тоа, примерно исто како рифот, дали си го свирал точно на метроном, ова треба да е исто и точно отпеано, не само како нота, него и како експресија и како и како дикција, кажам, сам да пренесеш пораката точно. Дечки, многу ви фала што бевте дел од Hitmaker. Јас само би препорачал на сите луѓе кои што не следат да побараат Conspiracy и да почнат од најновото, па да идат ретроградно и кон првиот албум, за да го очекуваат новото. Фала ви многу, респект за се што работите и само далje продолжете. Се гледаме, поздравете го басистот. Дефинитивно. Топ листата на Hitmaker за оваа недела изгледа вака.
На 10-то место е Илија Димитровски со песната Мириса на шампон. Hej ty! Što si toliko uplet, a toliko student, a kako kocka let. Javen prevoz, a reći si nema, od svega te isto, bo ista šema. Ama barem svega se, Mirisa na На 9-то место е ПКМ со песната Крив правец. Крив правец, секој втор тука ти е криминалец. Крив правец, џабе ти овдека и да си интелектуалец. Крив правец, секој втор тука ти е криминалец. Крив правец, џабе ти овдека и да си интелектуалец. Како време дојде, за парче лев тепачка. Брз живот, брзи пари, брза заработувачка. Има На 8-то место е Никеа со песната X плюс Z плюс Y. Твојата љубов е дива, а ти си толку мила. Јас сум само аутсайдер, вистински љубовник, аматер, без гравитацијска сила. Твоето тело ме впива, не си ти добрата вила, не, никогаш не си ми била. X плюс Z плюс Y. На 7-то место е Александар Ристовски принц со песната Ти. Ако ти не знаеш, твърде си тръгнал от денът, сигурно тогаш ти не би ни знаел къде би тръгнал по сонот. Ако ти не любиш, тук само би съркнал от недът лакомо. 6-то место е за Калиопи со песната Парам парче. Луда моја глава, луда среќо, не ме мачи ти. Кога зборови од мене течат како црни вулкани. И со секој чекор кога рушам светови, јас зидам некои нови тешки железни зидови. Луда моја глава, луда среќо, не подбивај се со мене ти. Кога немирни од мене течат води и силни ветрови, јас тонам во нив и се губам, немам здив. На 5-то место е Елф со песната Веруваш или не. Дали сум човек, сум духовно искуство, или сум душа во тело. Е она кое веќе ти е неважно. Веруваш или
4-то место е Fiction со песната Булевар. На третата позиција за оваа недела е Санела со песната Те имам само тебе. Не би сакала да зборам ништо за нас. Љубовта ја чувам како знам ја сама. Јас сум супер кога душо ти си среќен. Тогаш среќна сум и јас, биди покрај мене. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам тебе, со годините барав, знаев ке те најдам. Осеќам во градиве, љубовта ке трае. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Опушти се и љуби. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. На второто место оваа недела Коска со песната Денот. Mosaico
Како предлог за оваа недела, Јован со песната Наопаку и терсење. Понека тешко станувам и баш налева стапнувам, погрешка паста готувам, забеја традарам и одма врв се скинувам, за куќ стан пребарувам, у лифтја се заглавувам, забеја традарам, што не е во ред, дали јас или луде цел свет, се чини дека денов е наопаку и терсење, наопаку и терсење, наопаку и терсење, се чини дека денов е наопаку и терсење, на црвено претрчувам, пред нос петка пропуштам и мајка шајка спомнувам, забеја тарадам, за автобусо капувам, си знам, пак ќе задознам, у него ќе се задушам, забеја тарадам, што не е во ред, дали јас или луде цел свет, се чини дека денов е наопаку и терсење, наопаку и терсење, наопаку и терсење, се чини дека денов е наопаку и терсење. Што не е во ред, дали јас или луде цел свет, се чини дека денов е наопаку и терсење, наопаку и терсење, наопаку и терсење, се чини дека денов е наопаку и терсење. Секој ден е петок, јас сум ваш масон, а петок живо пиле нема в град, стегне Папа Джонсон. Бидејќи цел град е кај мене дома, јас правам жур, бум, ева бурум, забава луда до максимум. Ако дојдеме многу сме, дали ќе не собере? Беби, ако ќе снага се стиснеме, ќе се пушнеме, нема проблем. Знај ќе дојдеме, но сакаме цели да се вратиме. Преку ден, цела ноќ, луѓечка, джез, забава до безвез. Преку ден, цела ноќ, луѓечка, джез, забава до безвез. Инвазија од раја, коли биење на тони горе, небо доле помазен и гласен ритам заразен. Разголени облини во прозирни танга бикини, нозе ко грисини во доминџо с кратко мини. Многу гужва е, моравме да се растомотиме. Нема гајле. На првото место оваа недела Горки со песната Љубовен трамвај. Еден допир е сосем доволен, да знам низ што минуваш. Сите зборови ќе се залудни, ако поглед не каже
Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната.